Во судницата во Идризово се читаа пораки од телефони. Началничка Марија, Весна инспекторка, Ацо командант, Магдалена лиценца, Вики економија. Вака биле запишани дел од луѓето што дојавувале кога полицијата ќе биде присутна во објектот, да бидат подготвени за рација, како и дека лиценцата за работа за скоро истекува и треба да се обнови. Обвинителството продолжи со изнесување на материјални докази во обид да ја реконструира улогата на институциите што требало да ја контролираат дискотеката, што беше пеплосана од пожар во март лани, поради што над 60 семејства останаа завиени во црно. На рочиштето беше презентирана и комуникација помеѓу прво обвинетиот собственикот Деко и неговиот син Михајло Јованов непосредно пред трагедијата. Тој го известува татко му дека има рација во објектот Булевар од полицајци од Радовиш кои не се наши и дека ќе дојдат и во дискотеката. Пишува дека има многу малолетници и дека треба да се испразни. На што Дејан му враќа дека и да е така, ќе оди во стечај. Родителите на децата што ги загубија животите во пожарот порачаа дека очекуваат правда, посочувајќи дека јавноста за прв пат слушнала и имиња на лица кои имале бројни и сериозни контакти со собствениците на Пулс и Класик, а не се опфатени во обвинителниот акт. Полициски службеници кои се биле во постојана комуникација со дојава на контроли со обвинетите првиот и третиот, Михајло и Деко, а и полициски службеник кој е во пензија, а има 400 комуникации со собственикот и неговиот син. Ова отвора прашање дали сите се опфатени сите релевантни факти и лица и дали има основ за дополнителни истраги. Јавноста очекува целосно расветлување на случајот и утврдување одговорност за секој за кого ќе се докаже вмешаност. Иако денешното рочиште помина без нови сведочења и без драматични пресврти, доказната постапка влезе во фаза во која преку службената документација се утврдува кој што знаел, кој што контролирал и дали навреме биле превземени законските мерки. Со секој нов документ обвинителството се обидува да ја подкрепи тезата дека пропустите не биле изолиран случај, туку дел од поширок институционален синџир кој според обвинението овозможил дискотеката да работи и покрај утврдените неправилности. На следното рочиште закажано за 9 јули се очекува обвинителството да продолжи со изведување на материјални докази, пошто ќе следува нивно оспорување од страна на одбраната.